Поплавите им отворија работа на Свети Николци. Се што се сруши треба одново да се прави. Најмногу работа има срушениот мост, кој треба целосно да се реконструира. Во овој период сега моментално работиме на санација на оштетеното речно корито, кое што ги имавме од поплавите во месец февруари, наистина беше страшно. Мостот се уште си стои срушен, бараме финансиска конструкција како да ја средиме работа околу мостот, тоа е малку поголеми фискални импликации има и ќе видиме како ќе се решава. Меѓутоа имаме неколку решенија на маса, во зависност од средствата кои што ќе се обезбедат од институциите, на таа решение ќе одиме. Одиме со санација, реков, на речното корито, затоа што таму имавме во опасност паѓање на две куќи, третата беше исто така во опасност паѓање на уште еден мост и тие ни се ударни точки. Освен во градот, поплавите зијан направија и во селата, па сега патиштата треба да се обновуваат и таму. Во постапка е изработка на техничка документација за изградба на двете најголеми улици кои што го поврзуваат едниот со другиот дел од градот во должина од 1720 метри. Тоа е улицата понешната Велко Лаковиќ, сегашна Филип II, со улица Солунска. Значи таму ќе одиме со комплетна реконструкција. Значи не само на улицата, туку одиме дислокација на вода од улицата, дислокација на канализација од улицата, ставање значи на комплет нов тампон, нова подлога, асфалт, значи нови приклучоци комплет, што е многу значено. Светиниколската локална самоуправа е категорична дека пари за реконструкција има, но колку време ќе траат работите не може да прецизира. Инаку Светиниколско, Почешиново, Облешево беше една од најпогодените општини од февруарските поплави, а освен инфраструктурни проблеми, под вода беа и многу земјоделски површини.